Добро вечер, почитувани гледачи. Вие гледате телевизија Нова. Вечерва во отвореното студио дебатираме за економијата и состојбите на пазарот на хартија од вредност. Македонската берза одбележува 20 години постоење. Вкупниот промет кој што берзата го остварила во изминатите 20 години изнесува 3,4 милиарди евра. Најголем дел од вкупниот промет, како што можете да видите, од 3,4 милиарди евра е направен во времето на берзанскиот бум од 2005 до 2007 година. Во овој период прометот изнесувал високи 680 милиони евра, или во просек прометот изнесувал 226,6 милиони евра годишно. Со финансиската криза во 2009 година нагло паѓа и вредноста на прометот на македонската берза. Како што може да видите преку нашиот графикон, вкупниот промет на македонската берза во 2015 година достигна ниво од скромни 43,2 милиони евра, што е намалување од 69,43% во однос на 2014 година, кога вкупниот промет на берзата изнесувал 141,16 милиони евра. Слична е ситуацијата со берзите во регионот, кој исто како македонската, поради проблемите со неликвидноста, од ден на ден стануваат се по-неатрактивни за инвеститорите. Колку за илустрација, за пример, ја земаме една од најголемите берзи во регионот, а тоа е белградската. Таму, за време на инвестицијскиот бум во 2007 година, прометот изнесуваше денес речиси недостижни 2 милиарди евра. Во 2015 година прометот на белградската берза е за 10 пати понизок од рекордот во 2007 година и изнесува символични 185,8 милиони евра. Мечката никако не го напушта регионалниот пазар на капитал. Зимскиот сон на регионалните берзи трае речиси 8 години. Тоа ги натера берзите од регионот да се мобилизираат и да стартуваат SeaLink платформата. Во оваа платформа засега се поврзани само македонската, хрватската и бугарската берза, но наскоро се планира да се вклучат и белградската и љубљанската берза. Дали е ова првиот чекор за спојување на регионалните берзи во една, дебатираме вечерва со моите и ваши гости Кирил Митровски од Инвестброкер, Горан Марковски од КБ Публикум и инвестицијскиот советник Лазе Камчев. Пред да почнеме со отвореното студио на телевизија Нова, да го видиме сублимираниот преглед од денешната конференција на македонската берза, кој што го направи Александра Спасовска. Се враќаме за кратко. Инвеститорите веќе може да купуваат акции од компании од македонската, бугарската и хрватската берза, откако денеска официјално почна да работи регионалната платформа за тргување со хартија од вредност SeaLink. Платформата беше официјално промовирана во Скопје во рамки на одбележувањето на 20 годишнината на македонската берза. SeaLink платформата представува електронски систем за пренасочување на налозите за тргување за околу 400 акции котирани на трите берзи. Платформата е финансиски поддржана од Европската банка за обнова и развој со грант од 540.000 евра, а собственичко учество од вкупно 80.000 евра имаат и трите берзи. Намера за приклучување кон платформата веќе пројавиле белградската и љубљанската берза. Македонскиот пазар на хартија од вредност му е нужно потребно враќањето на странските портфолио инвеститори, кои ќе бидат катализатор на нова динамика, а истовремено ќе вбризгаат искра за зголемување на оптимизмот на домашните инвеститори. Имајќи го тоа предвид, македонската берза смета дека треба да го редефинира својот бизнис модел и од тој аспект гледано бевме едни од главните поборници за креирање на оваа регионална интеграција, на овој SeaLink проект и многу сме среќни што денеска на нашата 20 годишнина платформата станува оперативна и што на членките, брокерите од овие три
пазари, значи Бугарија, Хрватска и Македонија, а во блиска иднина најмалку уште на два, Словенија и Србија, ќе им се овозможи инфраструктура за регионално пренасочување на налозите за тргување. За Иван Такев од бугарската берза, новата платформа ќе овозможи на трите берзи да се развијат од мали во поголеми пазари, а неговата колешка од загребската берза Ивана Гажиќ верува дека платформата ќе доведе до многу подобра иднина на пазарите на капитал. Своје обраќање имаше и гувернерот на Народната банка Димитар Богов, кој истакна дека Македонија има ниска инфлација, стабилност на денарот, низок дефицит на тековната сметка и стабилен економски раст, макроекономски параметри кои влијаат на инвеститорите. Според него, важен дел е и политичката стабилност во државата. Но дали растот ќе остане на тоа ниво или ќе направиме исчекор и ќе надмине 4%, зависи од политичката стабилност. Од тука политичката несигурност влие и врз движењата на берзата. Секако дека стабилизирањето на политичките очекувања и придвижување на евроатлантските интеграции би создало подобро окружување за инвеститорите на берзата. Деловното окружување самите го креираме и можеме многу да направиме во негово подобрување, со што ќе придонесеме за создавање поефикасен пазар на капитал. Професорот Аки Фити пак истакна дека ова регионално поврзување е многу значено за пазарите на капитал во регионот и ќе има повеќекратни бенефити. Ќе придонеси за зголемување на економската и финансиската соработка внатре во регионот, особено затоа што со тек на време се очекува и приклучување на српската берза и на словенечката берза, покрај овие три. Тоа ќе придонеси за развој на националните пазари на капитал, но и на пазарот на капитал на ниво на регион. Тоа мислам дека понатаму ќе придонеси за зголемување на понудата и побарувачката на хартија од вредност, што е извонредно значајно. Традиционално на крајот на конференцијата беа доделени кристалните звона за најтранспарентни компании, кои годинава ги добија НЛБ Тутунска банка, Комерцијална банка и Алкалоид. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. 20 години со научари. Имав многу проблеми. Во последниве 3-4 представи морав да носам научари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека ќе можам слободно да работам без научари. И дека единствено до крајот на животот би носела само научари за сонце. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. За мене Македонија е оваа недопрена убавина од дрвот на Пелистар. За мене Македонија е сервис од другарите во Мал. За мене Македонија е насмевката на мојата Ана. Споделете го најубавото од Македонија на најдобрата мрежа во Македонија. Кажете ни како вас ви инспирира оваа наша прекрасна земја. Ве чекам на нашамакедонија.мк. Добро вечер. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Македонските инвеститори можат да тргуваат со акции на бугарската и хрватската берза, промовирана е SE-Link платформата за пренасочување на налозите за тргување на пазарите на капитал во Скопје, Софија и Загреб. За сега може да се тргува со речиси 400 акции на фирми кои котираат на трите берзи. За перспективите на оваа заедничка платформа дебатираме вечерва со моите, а и ваши гости, господинот Кирил Митровски од Инвест Брокер. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. И Горан Марковски од КБ Публикум. Добре дојдовте. Да направиме една ретроспектива. Пред 20 години е основана македонската берза.
почна со голем оптимизам, но потоа следеше период на скептицизам со пропаѓањето на пирамидалните штедилници кои внесоа страв кај граѓаните. Требаше да поминат многу години, 10 години, за да повторно се врати оптимизмот и да имаме македонската берза онаква каква што е денеска. Да, основањето на берзата беше со голем ентузијазам и почна во едни тешки услови берзата да работи, брокерите, затоа што се уште беше тоа еден породен маки и брокерските куќи и берзата сама имаше се што се работеше беше рачно. Значи, буквално техника многу малку имаше. И плюс и нашето работење е поврзано со трансферот на акциите, одеше преку компаниите, значи немаше како што го имаме сега централниот депозитар, така да тука имаше многу големи трчкарања за некои работи што сега во секунда се завршуваат. Значи, ние, да кажем, визуелно, сликовито, се плашеме да купиме акции надвор од Скопје компанија кога е. Треба да одиме со автобус или со кола за некоја минорна вредност, за да ги трансферираме. Во компанијата кај што си дадени, мораш да се оди. Али тоа се тие нормални процеси. Со тек на време, берзата со своите активности, благодарение на техничката помош на англиската држава, кои што беа тие носители на тој проект, да се воспостави берзата и со нивната помош се направи сето тоа и функционираше и морам да кажам дека и со софтверското решение од Република Словенија, словенечката берза, која што беше база да се воведе веќе техника во нашето работење, значи системот беше воведен на база на нивна логистика, од технички аспект, од компјутеризација и почнавме на тој начин да работиме многу по-ефикасно и по-брзо. Знаете, време на техника, 21 век, беше редно и тоа да се направи. Иако ние имаме мал период на паркет работењето што беше, што денеска функционира во некои светски берзи, комбинација и на едно и на друго, што го гледаме на Њујоршка, Токијска берза. Нашиот начин на работење се подобри со 2001 година, кога се формира депозитарот, каде што на едно место беа централизирани евиденциите на акционерските друштва и така да многу полесно веќе функционираме во тој поглед, нас како брокери ни се олесни работењето и во системот на тргување на електронско тргување се повеќе и побрзо се работеше. Рековте пирамидалното штедење, мислам дека берзата со текот на времето, пошто тие работи беа од претходен период, имаше страф, меѓутоа има страфувањето и од банките, поради заробените девизи. Берзата створи некои услови за да се функционира, затоа што имаше одредени регулативи воспоставено, закон за хартија од вредност и така натаму, кажувам ова хронолошки како се случува работите на подобро. И така да берзата стана простор со тоа што доминантно периодот на приватизација беше присутен и во тој период имаше многу активности, тргување и тоа беше прегрупирање на компаниите, значи решавање на собственичката структура, Агенција за приватизација продаваше пакет акции. Тука сега дали може овака или онака има дискусии, различити гледам денеска, меѓутоа тоа е тој процес кој што е таков како што е и се заврши тој процес на некој начин со преструктурирање и тој процес кога заврши дојде една стагнација од аспект на тоа што кога се поставија играчите главни во компаниите веќе спласна интересот за одредени акции да се тргуваат и тоа допринесе да имаме некој намалување на фреквенција на акции на интерес. Меѓутоа имаше одредени пикови и имаше одредени вложувања од граѓани и од компании кои држеа одредено ниво на берзата и имаше некое нормално однесување на акционерите, на инвеститорите. Имаме редовен обем на работа кој на нас брокерите од тој период ни даваше можност да и ние во нашето работење
инвестираме, значи, дали во техника, дали во човечки фактор, значи имаше до едукација на брокерите, имаше тоа период инвестициони советници покасно, така да и стручно усовршување, имаше одредени семинари, сегде се одеше. Меѓутоа, тоа што заврши процесот на приватизација, кој што кажувам дека ден денеска уште трае, бидејќи нашите компании се уште се затворени, токму ради тој процес, бидејќи структурите во компаниите останаа тие што беа пред приватизацијата, само кој повеќе, кој помалце внатре. И тој затворен систем денеска го чувствуваме тоа преку активностите на компаниите и инвеститорите. Да, вие, господине Митровски, направивте буквално кратка ретроспектива, но ја разјаснивте и појаснивте целата слика од основањето па се до денеска како растеше и се развиваше македонската берза. Марковски, вие сте економисти, долги години сте присутни на македонскиот пазар на хартии од вредност. Својот зенит македонската берза го достигна од 2005 до 2007. Тогаш се охрабрија и граѓаните да инвестираат и купуваат, но се чини, имавме една вештачка ситуација која 2008-2009 се случи тој пат, кога се случи финансиската криза, дојде до големо разочарување и мечката повторно го напушти бикот. Ето, принцип, секако дека има големо влијание психолошката состојба на инвеститорите, дали преовладува оптимизмот или песимизмот, меѓутоа треба да се повторно, ајде да се навратиме малце наназад, треба да се имало предвид дека во периодот што претходеше на големиот бум, условно кажано на македонската и воопшто на регионалните берзи, барем кај нас се спроведе процес на принудна тогаш котација, што влијаеше позитивно на разоткривање на компаниите пред инвеститорската јавност и што беше добар вовед во економскиот, да речеме, раст и развој на регионот, кој што соодветно се одрази и на берзата, бидејќи голем број од инвеститорите, посебно институционалните инвеститори во потрага по добри инвестиции, токму се насочија кон компании кои што соодветно ги прикажуваа финансиските извештаи и своето работење, а тоа се постигна во голема мера и кај нас преку процесот на котација. Исто така треба да се напомене дека во тој период голем беше интересот на регионалните инвеститори за македонскиот пазар и тие всушност ја открија македонската берза како една од добрите можности за инвестирање, бидејќи за разлика од остатокот од регионот, посебно поразвиениот, условно кажано, во однос на пазарот на капитала, тоа е Хрватска и Словенија, македонскиот пазар во тој момент заостануваше, вреднувањата беа далеку под вреднувањата кои што беа постигнувани во тој момент на овие пазари, од една страна, од друга страна, во тој период македонската економија забележуваше високи стапки на раст од 5 до 6%, понатаму висок кредитен раст имаше од 30% годишно во тој период, што дополнително допринесе да и македонските инвеститори се вклучат во тој процес на инвестирање. Понекогаш, би сакал да напоменам дека тоа беше и рационално однесување од голем дел од македонските инвеститори, првенствено физички лица, кои што едноставно водени од психолошки мотиви, не од реални рационални, го правеа тоа и последиците се уште се чувствуваат од тој нерационален начин на инвестирање и вложување. Меѓутоа, би сакал да истакнам дека во тој период, барем така како што се движеа работите и на пазарите на капитал и во реалната економија, инвестирањето по тие параметри не делуваше надвор од она што разумен и реален инвеститор би го правил. Така да, во тој контекст, пазарот на капитал изгледаше реално вреднуван. Меѓутоа, по големата финансиска криза што се случува во 2008 година, што на пазарите на капитал го постигнува дното, да речеме, на почеток на март 2009 година, работите драматично се менуваат, комплетно бидејќи се работи пред се за финансиска криза, всушност доаѓа до намалување на слободните
текови на средства кои што би можеле меѓу другото да се насочат и за инвестирање во хартија од вредност. Тоа е едната страна, меѓутоа уште онаа суштинска битна страна е што перформансите на компаниите и во регионот и во Македонија значително се менуваат од периодот што претходеше на тој пат. Така да доколку ги гледате годините наназад од тогаш до денес, ќе заклучите дека тие намалување на обемот на тргување повторно се комбинација од повеќе фактори, меѓутоа у суштина економскиот мотив повторно е причината што голем дел од овие регионални пазари заостануваат. Тука пред се би го истакнал да кажеме она суштествено, тоа е економскиот раст и развој на регионот, остварувањата на компаниите и начинот на вреднување на генерално пазарите во развој во споредба со овие регионални пазари. Ако ги направите споредбите, барем во моментот, например, македонскиот пазар се вреднува на гледано преку MBI10 на цена во однос на заработка 14. Тој е индикатор дека 14, да кажеме, 14 пати е поголема добивката од цената што ја плаќаат инвеститорите за MBI10. Просекот во земјите во развој, кој што и Македонија припаѓа, е 10. Што укажува дека е превреднуван во моментов македонскиот пазар ако се гледа низ MBI10. Секако тоа е нешто што треба поструктурно да се гледа, има компании кои што се далеку подценети, има компании што се преценети и така натаму. Исто така треба да се земат во предвид идните очекувања. Така да поентата ми е дека македонскиот пазар во моментот не е ништо поразличен од останатите пазари во земјите во развој. Во Америка тој коефициент е 15, во Германија е 18. Така да тука е негде повторно, не се работи за исклучок. Единствено што недостасува во моментот е ликвидноста. Ликвидноста која што од друга страна е да речеме резултат и последица на финансиските проблеми со кои што се соочуваат голем дел од кредитните институции во регионот, пред се банките. Формирана е заедничка платформа, поврзани се регионално берзите, токму македонската, загребската и бугарската. Дали ова ќе го раздвижи пазарот на хартија од вредност? Па ќе видиме, времето ќе каже, меѓутоа во секој случај ова здружување, ова иницијатива која траеше веќе неколку години, обиди некој, така да сега со помош на Европска банка се успеа да се тоа и isfinansira. Во секој случај е добро и ќе даде некои визии да може надвор од држава нешто да имаме некои допирни точки со другите берзи и да имаме некои алтернативи во работењето, што за жал до сега го немавме ради некои законски лимити. И сметам дека со тие здружени берзи и сега најавата на уште две берзи, значи Љубенската и Београдската берза, а веќе има најави и на Црногорската и Романската, што е добро. Значи, ова иницијатива покренува веќе интерес. Значи, некој треба да тргне, па почнува да следат. Материјалите во овие држави, како кај нас се на некој начин лимитирани, не се многу големи, меѓутоа пак е повеќе од ова што сега го имаме. Само е битно да почне таа да речем приказка на здружување ефикасно, значи да почнат да се интересираат и клиенти. Сега на некој начин од тие држави кај нас има клиенти, ние натаму сме во тој правец во одредена состојба поради тоа што законски не можеше. Сега на нашите брокерски куќи ќе се отвори простор за да инвестираат таму, а со тоа и клиенти наши да може да дојдат до ситуација да купат акции, што пред години се интересира одамна, меѓутоа се откажа пошто гледа дека немаше можност. Да, македонските инвеститори ќе може да тргуваат на Софиската и Загребската берза. Ајде малку попластично да им објасниме на гледачите што ќе значи тоа и дали можеби ќе пробудиме интерес кај потенцијалните инвеститори. Да, баш размислувајќи на тема, една од предностите што би требало да се случи е секако повторно враќање на интересот за хартија од вредност во Македонија генерално, бидејќи ќе бидат вклучени нови
харти од вредност кои што македонските инвеститори можат да ги купат преку македонските брокерски куќи, така да многу едноставно и брзо може да го реализираат тоа и на тој начин, ако ништо повеќе, да направат, да речеме, соодветно намалување на ризикот, дисперзија на ризикот, бидејќи ќе имаат инвестирано средства не во една фармацевтска компанија во Македонија или една банка во Македонија, туку во повеќе банки или повеќе компании од тој сектор и на тој начин всушност, ако ништо повеќе, како што спомнав, ќе го дисперзираат ризикот од вложувањето. Од друга страна, она што исто така очекувам овој ефект, ова поврзување да има ефект е секако зајакнување на капацитетот на брокерските куќи во Македонија, бидејќи свесни сме и самите во изминатите 5 години од почетокот на оваа финансиска криза, голем дел од брокерските куќи затворија и сега во моментот, ако не се лажам, остана на пазарот уште 10 да работат. Така да 25 во 2008. Значи 15 заминале. На овој начин, ако ништо повеќе, ќе се зголеми потенцијалот за можно работење и на тој начин ќе се овозможи до екипирање во функција повторно на инвеститорите преку соодветни анализи, истражувања, така натаму во делот на нудење на услуги на инвеститорите да се понуди поквалитетен производ кој што повторно од една страна ќе користи на македонските инвеститори, да можат соодветно да ги носат одлуките во странство, меѓутоа исто така ќе значи и потенцијал за привлекување на странски институционални инвеститори во Македонија, кои што до сега не биле присутни во Македонија од X причини. Може би тоа се бирократски причини, може би тоа се економски причини, прескапо им било да отвараат нова сметка и така натаму. На овој начин сите тие бариери би се надминали. Едноставно кажано, би се зголемил протокот на инвестиции и од Македонија и во Македонија. Митровски, дали спојувањето на берзите од регионот е единствена опција за раст на берзите? Ако мислите за нашата берза, конкретно за придобивките кои што би ги имала македонската берза и за незините перспективи? Во корелација со здружувањето. Со здружувањето. Па, јас секогаш кажувам дека и кај нас потенцијалот постои, ако го елаборираме тоа, дека се уште има можности. Меѓутоа, сега во релација со другиве берзи, ќе биде добро и ќе биде позитивно за тоа што колегата кажа, дека ќе се направат портфолија подобри, ќе се инвестира надвор, така да ќе имаме плюс инвеститори што ќе можат да овдека што веќе немаат интерес, знаете, и овдека пазарот наш што нуди се неколку компании и инвеститорите веќе толку се влезени доволно и не сакат повеќе да инвестираат во тие компании. Немаат алтернатива овдека, сега ќе имат алтернатива надвор. Значи, тоа што каже колегата, дали во Крка, дали во Плива, дали така некои компании, фармацевтски, дали друга банка, некоја загребачка, Ерсте банка. Значи, ќе може да се прошири тоа портфолио, кој што сега е лимитирано со овие постојни капацитети на берзата, а иначе, ако разговараме за потенцијалите во нашата држава, има многу, меѓутоа треба да се отворат компанијите. Така, во ова отворено студио на телевизија Нова побаравме ставови од аналитичари, од инвестицијските фондови, но и од економистите. Очекувам директно вклучување токму од Лазе Камчев од КаДе фондови и од економистот Благица Петрески. Нив треба да ги имаме на линковска врска. Ако го имаме Камчев, да му посакам добро вечер. Камчев, денеска официјално и оперативно почна да работи регионалната платформа за тргување со харти од вредност SE-Link, преку која се поврзани македонската, бугарската и хрватската берза. Што ќе значи ова за регионалниот пазар на капитал? Најнапред за македонскиот пазар на капитал. Ова по мене представува еден нов сегмент на развој на пазарот, каде што со исклучок на институционалните инвеститори до сега, значи за прв пат ќе се овозможи македонските инвеститори да се стекнат со хартии од вредност кои што не се издадени од македонски емитенти. Значи ќе представува една нова можност во иднина, а за регионот веќе можеме да кажеме дека земјите кои што се учеснички на SE-Link од платформата, нема да зборуваме за нив како поединечни пазари
значи како македонски пазар на капитал, како бугарски пазар на капитал или како хрватски пазар на капитал, затоа што веќе на платформата се мечираат понудата и побарувачката за финансиски инструменти од овие пазари. Така да, во иднина, доколку она што и денеска го слушнавме и од најавите на учесниците, поради собственичката поврзаност се приклучат нечката, а подоцна можеби и српската берза, веќе ќе имаме една сериозна платформа на која што можеме поефикасно да функционираме. Како економистите гледаат на ова иницијатива и на регионалното поврзување, ја прашувам Благица Петрески. Иле Петрески е со неа на вечерашниот економски форум во Александар Палас. Иле, што вели твојата соговорничка? Да, прашањето ќе го поставам токму на мојата соговорничка. Како вие ја коментирате ова поврзување на берзите во регионот? Регионалното поврзување е секако за поздравување. Тоа ќе ги поттикне финансиските текови, меѓутоа исто така ќе ја поттикне регионалната соработка на финансиските пазари, така што во секој случај тоа е позитивен аспект кој што позитивно очекуваме да се одрази во сите земји кои што ќе ги поврзат овие берзите. Најавивте нова проекција за економскиот раст за месец март. Претходната ви беше за годинава 3,8%. Има ли поместување на рамките или се ќе останете на оваа проекција? Со оглед на тековната ситуација дека не постојат значајни промени на моменталната ситуација, остануваме се уште на таа проекција. Билјана, имаме ли нови прашања за мојата соговорничка? Да, Иле, останете во живо, но претходно да го прашаме господинот Камчев. Ве прашав што ќе значи ова поврзување за регионалниот пазар за капитал, но сакам да анализирам и онаа состојба која што имаме, а тоа е дека граѓаните се уште преферираат да штедат во банките. Колку според вас тие се информирани за инвестирање во инвестициски фондови и колкав е интересот за пласирање на нивните депозити во овие фондови? Каде фондови можам да говорам од негово име, веќе 8 години постои на македонскиот пазар на капитал. Сите изминати години ние напорно се трудиме да ги едуцираме потенцијалните инвеститори и да ги доближиме сите оние карактеристики на акцијските предсе инвестициски фондови до македонските граѓани. Македонците се традиционални штедачи и во изминатите години тоа не отстапува како некоја општо правило, како едно од местата каде што се акумулираат најголем дел од заштедите на граѓаните пред се. Целиот бизнис и инвестициски фондови низ годините перманентно расте, иако е растот бавен, е константен. Веќе можеме да говориме дека целата индустрија, не знам доколку се сеќавате, во 2008-2009 говоревме за некое 1 евро по глава жител. Денеска индустријата има околу 50 милиони евра на управување, што значи дека бројката од 20 евра по глава жител е надминато. Но во овие средства на управување и кај нас генерално најголем дел отпаѓа на оние финансиски продукти со фиксен принос, тоест паричните фондови кои што се некоја алтернатива на банкарските депозити. Ние континуирано и во иднина вложуваме напори за едукација на македонските граѓани и доближување на сите предности и перспективи на долг рок за вложување во акцијски фондови. Се надевам како ќе одминува времето, како ќе се менуваат приликите и интересот ќе биде се поголем. Во таа насока оди и ниската каматна стапка, што од друга страна за дел од похрабрите вложувачи е мотив да побараат алтернатива за нивните средства. Иле, имам и прашање до твојата соговорничка. Денеска можевме да го слушнеме и гувернерот Димитар Богов на конференцијата, на Берзанската конференција. Тој рече дека за поголема ефикасност на македонската берза, ефикасноста на пазарот на хартија од вредност зависи во голем дел од стабилноста на економијата. Твојата соговорничка спомена и оптимизам за повисоки стапки на раст, па дали во овакви услови кога имаме и раст на индустриското производство и позитивни трендови во економијата може да очекуваме и поголем развој на берзата?
Да, сега ќе биде поставено прашање за мојата соговорничка, колку на економијата е потребна безбедна држава без политички притисоци, колку новите инвестиции и индустријското производство растот придонесуваат за подобрување на економијата, е прашањето од студиото. Ви благодарам. Во секој случај политичката криза негативно се одразува на бизнис климата, главно влијае преку зголемување на неизвестноста, потешко и побавно донесување или одложување на донесувањето на конкретни одлуки, како на домашните, така и на странските инвестиции. Пожелно би било бизнис климата да се ослободи од овие стеги и да започне нормално да функционира. Секако во изминатиот период забележавме стапки на раст кои што беа повисоки од очекувањата. Тоа би можеле да ги толкуваме првенствено, можеби бизнис климата е пожилава од она што ние сме ја процениле моментално, меѓутоа исто така инвестициите од државните инвестиции кои што беа зголемени во второто полугодината значително влијаеа на таквите позитивни стапки на раст. Така да ви го поставам и вас прашањето, македонците се познати како штедачи, но меѓутоа повеќе во банки отколку во инвестициски фондови. Како да ги промениме старите навики да штедиме повеќе во фондовите инвестициски, бидејќи таму генерално и се заработува подобро? Точно, со оглед дека во Македонија, меѓутоа и во земјите од регионот, банкарскиот сектор е доминантен во финансискиот систем, очекувано е дека депозитите и штедењето во банка да биде најпристапен начин на кој што граѓаните пристапуваат. Меѓутоа, во изминатите години забележавме еден динамичен развој на другите производи кои што доаѓаат, како што се инвестициски фондови, како што се осигурителните полиси, кои што пак би требало во иднина да поттикнат зголемено штедење на таков начин. Секако, за да добиеме некои позначителни промени во однос на навиките за штедење, потребно е да се зголемат информациите, меѓутоа и да се зголеми, на тој начин би се зголемила свеста кај граѓаните, што овие нови производи нудат и што истите значат, се со цел да се стекне на поголема доверба, меѓутоа и да станат попристапни до граѓаните. Јана, имаме ли нови прашања? Иле, тука ќе ви се заблагодарам на тебе и на господјата Благица Петрески за незините ставови околу поврзувањето, заедничката платформа, но и очекувањата на економски план. Лазе Камчев во живо во студиото на телевизија Нова преку линковска врска. Камчев, дали регионалното поврзување ќе придонесе до поголем влез на странски капитал кај македонските компании? Илјана, јас искрено се надевам, како што кажав, јас ова го доживувам како еден пионерски чекор, се надевам во иднина дека активностите преку сеј линкот ќе одат во права насока и дека ќе има зголемен интерес на останатите земји од регионот, на тој начин да се створи еден навистина регион од југоисточна Европа на кој што ќе има неколку регионални берзи. На тој начин веќе сите инвеститори, не само учесници на земјите кои што ќе бидат подписнички на платформата, туку и инвеститори надвор од регионот, ќе имаат една платформа на која што ќе можат многу поефикасно и полесно да ги реализираат своите налози. Значи, веќе нема да има потреба од оваа перспектива да се комуницира на дневна основа, значи со брокери во Македонија, во Бугарија и во Хрватска, ако сакате да направите 3 трансакции. Веќе трансакциите ќе се прават со комуникација со локален брокер или со својот брокер, значи трансакциите ќе одат многу поедноставно. Се надевам дека и трошковниот коефициент ќе биде доста низок и прилагоден на пазарните услови. Со самото тоа би се зголемила ликвидноста, а веќе кога тие услови се исполнети, тогаш и интересот на некои инвеститори надвор од регионот станува се поголем. Така да само по себе проектот мислам дека ќе донесе дополнителен прилив на странски инвеститори, а со тој и средства, пардон. Камчев, благодарам за вашите ставови, но и за учеството во отвореното студио на телевизија Нова. Почитувани гледачи, останете со нас. За кратко продолжуваме со дискусијата во студиото.
победија слабоста со волја, стравот со храброст, прифатија победата со скромност и изгаснија жетта со Пелистерка. Пелистерка, официјален спонзор на Европското првенство во кендо. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изград куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. За методата лазерска корекција на диоптријата имав слушнато уште како студент во текот на мојот престој во Соединетите Американски држави. Моментот кога се запознав со тимот на Систина офталмологија, всушност ја добив потребната доверба и сигурност за да ја направам лазерската корекција на мојот вид. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Не има насекаде. Поврзуваме се што е важно. Овозможуваме комуникација со брзина на светлината. Поврзуваме илјадници домови со иднината. Ја имаме најдобрата мрежа во Македонија. Токму затоа не одбравте за најдобар национален оператор. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва во него дебатираме за состојбите на пазарот на хартија од вредност со моите и ваши гости Горан Марковски од КБ Публикум Инвест и Кирил Митровски од Инвест Брокер. Како да се врати оптимизмот на македонската берза? Ако го анализираме прометот од 2009, нискиот промет е забележан во континуитет не само на македонската берза, туку и во регионот. Зошто порано не се случи ваква иницијатива за регионално поврзување? Зошто се чекаше до сега? Па не беа созрени условите, сите бези на времето, овие посебно и бугарската и загребската берза функционираат добро, не само во бунот, него и во други години и пред и потоа. Така да сега на некој начин се создаде услови, пошто сите иста мака имаат, сите имаат пад во прометите и во интересите за инвестирање, што резултира се уште, тоа е резултат на таа криза што настана во бумот, па после тоа падот, така да видоа сите, веќе гледаат сите дека со години сите се мачат на своите пазари, па сега е ова обид за создружување, што е позитивно да се реши. Меѓутоа, ако збориме од аспект на оптимизам за како да се надминат состојбиве, на берза често пати дискусии има и во јавноста за едукација на клиенти, за познавање на материја. Тука се неколку сегменти. Брокерските куќи кои што не можат многу да се пуштат во анимирање на клиентите. Знаете, многу е лошо и тоа ние и со предупредување имаме на времето за таа работа, као брокери, не сме да ги наведуваме. Може да ги информираме, додека поедуцирани оддел е овие инвестициони фондови што постојат, отворени, затворени, приватни, овие пензijските и така натаму. Значи, јас на некоја ситуација на Франкфуртска берза, кога пред години бевме, ги прашав, едноставно викам, толку имате обрат, толку, дали толку се луѓето информирани, знаат. Вика, имаме институционални инвеститори, тие си знаат работите, тие си знаат што купуваат, како купуваат. Она масовното купување, кај што се повеќе физички лица, тоа е по инерција, вика,
тоа што и баш ми го кажа визуелно тоа. Секој ден има информации од берзата, податоци и луѓето сакаме неќе следат. Значи, оние раст, кога има раст и одма реагира. Значи, тој кај нас во нашава берза сум го приметил кога има одредени пикови, кога има движење на цените, еве, како што сега е замрена активноста на било кои клиенти, тук тамо по некој ќе дојде, кога ќе има некои пикови, значи, нагорни, се појавуваат луѓето, како јас викам, од земја да излегуваат. Значи, нешто да се случи. Значи, нешто да се случи, кај нас не се случува. Мислам дека она што беше бумот, што дојда странските инвеститори, што сега ги немаме, за жал, да се повтори во помал обем, да иницира натрешната побарувачка, да се иницират цените, да се придвижат, што сега стојат, односно и паѓаат. Се доека неаме да се случи, знаете, јас стално кажувам, оној движење на берзата цените е како срцето од чукувањето, така да се доека неаме тие осцилации, сега сме во една со мали некои движења и тоа е што нема иницијално нешто да ги стимулира нашите инвеститори, дали правни физички лица да се решат да се врати оптимизмот и да почнат да купуваат од акциите. Марковски, доаѓаат ли подобри денови за македонската берза? Го слушнавме ставот на Митровски. Дали можеби потребна е не само поголема транспарентност, туку и поголема информираност кај граѓаните, поголеми кампањи и едукација за да тие се решат и да инвестираат на пазарот на харти од вредност? Искуствата покажуваат дека кога има соодветен раст компанија, било која компанија, да не именувам сега, меѓутоа кога има соодветен раст, кој што е конзистентен во изминатите години, кога има конзистентна дивидендна политика компанијата, тогаш инвеститорите многу едноставно се одлучуваат да инвестираат во тие компании и тогаш не е проблем веќе ликвидноста. Цената е една компанија која што во изминатите 2 години, например, порасна за 300% од моментот кога повторно компанијата преде во фаза на исплаќање на дивиденда. Таа е, ќе кажам, конзистентна, има соодветен план компанијата, која што инвеститорите го сметаат за одржлив план и едноставно кажано, инвеститорите се чувствуваат комотно таму да вложат средства, бидејќи на крај на денот знаат дека ќе остварат одредена дивидендна стапка, која што кај компаниите се движи во моментот во Македонија од 5 до 10%, што е сосема доволно и во секој случај е доволна компензација за ризикот што го преземаат, доколку се земат во предвид алтернативите, а тука пред се би го спомнал вложувањето во, ајде да кажеме, депозити, кое што се движи на ниво 2 до 3% годишно. Така да, во Македонија, она што недостасува е прво и основно нормално континуиран раст кај компаниите, кој што ќе биде забележан од страна на инвеститорите и тој континуиран раст не е тоа само случај во Македонија. Во цел свет интересот на инвеститорите, посебно во изминативе 3-4 години, се привлекува со соодветни дивидендни политики или откупи на сопствени акции. Бидејќи компаниите кај нас поретко се одлучуваат да вршат откуп на сопствени акции, на тој начин да зголемуваат вредноста на инвеститорите што остануваат во компанијата, бидејќи се намалува бројот на акции, потребна е соодветна дивидендна политика која што инвеститорите, пак ќе кажам, ќе ја препознаат како одржлива на долг рок и која што ќе ја земат во предвид при носење на инвестицијската одлука. Јас сум убеден дека компании кои што имаат добри резултати и го направат ова, ќе имаат соодветен раст на цените. Секако, тука неопходно е да има и одредена корпоративна контрола на компанијата, бидејќи сведоци сме, најголем дел од инвестициите се насочуваат кон компании кои што барем до сега покажале добро ниво, високо ниво на транспарентност во своето работење или, ајде да кажеме, конкретно ќе го наведеме секторот, потекнуваат од банкарскиот сектор, кај што регулацијата е најголема и се бараат најголем број податоци и тие податоци, меѓу другото, се достапни на инвеститорите. Така да,
Доколку се земат сите овие аспекти, секако тука треба во секој случај да се зема во предвид и севкупното макроекономско и политичко обкружување, кое што не оди во прилог на моменталните случувања на пазарот на капитал. Сето тоа треба да биде во линија за да имаме максимални ефекти. Митровски, се зависи од стабилноста и ликвидноста на македонските компании. Ако го анализирате нивното салдо, но и цените на акциите, лично според вас како познавач на пазарот на капитал, како ги оценувате дел и за кои сметате дека се најатрактивни? Со години се тие од почетокот до денеска се тие компании кои што обстоија во нивното, што каже колегата, работење со постојанен тренд, може да ги кажеме, тоа се Алкалоид, тоа е Комерцијална банка, тоа е Гранит, Реплек, има и други да не ги мислам сите редам, Тутунска банка и така. Банкарскиот сектор е многу добар овој период, така да имаме доста компании што само проблемот е во ликвидноста, што ние немаме можности. Еве, некој да му притреба да продаде, некојаш нема купувачи, односно мора цената да биде доле за да продаде некој акциите. Значи, таа ликвидност ни е проблем и тоа ќе биде и понатаму додека не дојде до оптимизмот на народот да почне да вложува, фондови да повеќе да вложува, странски фондови да дојдат, кои што се едуцирани. Видите, кога беше бумот, цените на акциите, како и сега, ради тоа што немаме ликвидност, затоа што нема интерес за купување, се испод вредноста, реална. Реална пазарна една и реална книговодствена вредност на акциите, што е сега испод тоа ниво. Значи, јас и тогаш кога беше бумот кажував, дојдоа странците затоа што знаеја дека сме ниско. И знаеја дека може да одат нагоре и да излезат. Тоа ние не го знаевме тогаш, они го знае, затоа се случи тоа. Сега, доколку би почнало да и од тука со некои финансиски средства се вложува повеќе, и од надвор да се нивелираат цените да бидат на по-реално ниво, тогаш ќе имаме и движење поголемо и ликвидно ќе имаме на акциите и друго ќе се случи менаџерите што се моментално во две улоги и газди менаџери да малце се растревожат за нивната состојба во компанијата и они да почнат да купуваат, бидејќи на Запад, на Запад секоја компанија гледа, кога му паѓа цената на берза, да го одржи тоа да се врати цената. Овдека кај нас немаме таква реакција, затоа што на сите тие моментално структури им конвенира да цените паѓаат и на поевтин начин да се стекнуваат со уште од акциите, бидејќи друг не ги сака да ги купува. До известно раздвижување дојде на пазарот на хартија од вредност со известни аквизиции и купување на некои од регионалните берзи. Токму телевизија Нова сними ексклузивни интервјуа со првите луѓе на Софиската, но и на Загребската берза. Во целост ќе ги имитуваме во текот на утрешниот дел, но да ги видиме поентите на директорите на овие берзи. Pa taj trend spajanja burzi je uvijek vrlo aktualan. Vi znate da je trenutno u procesu, odnosno objavljeno je spajanje Frankfurtske i Londonske burze, dvije najveće burze u Europi, pa onda i na ovoj manjoj razini je to isto tako atraktivno. Ljubljanska burza je bila nekoliko godina u vlasništvu Bečke, i pokazalo se da strategija koju je imala Bečka burza nije u dovoljnoj mjeri respektirala potrebu da se razvije slovensko tržište. Kada su odlučili prodati Ljubljansku burzu, mi smo to vidjeli kao jako dobru priliku. Ne znam koliko je to poznato u Makedoniji, ali naši institucionalni investitori, odnosno mirovinski fondovi, su jedni od najaktivnijih investitora u slovenske kompanije. Nažalost, nismo još vidjeli obrnuti trend, da su slovenski investitori toliko aktivni u hrvatskim kompanijama. Međutim, nakon ovih više od 20 godina što su naše ekonomije samostalne, vidi se da prava uspješna kompanija to može biti jedino ako posluje regionalno. Jedan od jako dobrih primjera je, na primjer, Podravka,
koja je kupila kompaniju nedavno u Sloveniji, pa onda Atlantik koji je kupio Drogu Kolinsku i slično. Prema tome mi kao burze moramo omogućiti da ne samo da dođu investitori, nego moramo i omogućiti našim izdavateljima da slijedimo njihov razvojni put kroz to spajanje burzi. Ja ne očekujem da će se na području bivše Jugoslavije ili SI regije ili Balkana, kako god hoćete to reći, će se taj trend još značajno intenzivirati u sljedećih par godina, jer nažalost burze su dosta iscrpljene sa ovom krizom, ali vidimo da postoje neki investitori koji u SI Linku vide priliku da dobiju izloženost regiji u nekom kraćem vremenu. Tako da mislim da je SI Link sigurno povećao i atraktivnost samih burzi da ih neko možda kupi ili preuzme, ali o tome je stvarno još rano za govoriti. Искрено се надяваме, че това ще стане, тъй като никоя от борсите в региона самостоятелно не е достатъчно голяма, за да предизвика и по-важното да задържи инвестиционен интерес от гледна точка на чуждестранните инвеститори. Ето защо считаме, че комбинираните борси биха били в много по-силна позиция, тъй като те биха изглеждали като един доста по-интегриран и единен пазар в очите на всеки един инвеститор. Респективно, по-голямата част от тях биват покривани от ние същия финансови анализатори. Тоест, за нас това е логичен завършек на това, което така или иначе се случва. Целият район е малко или много взаимосвързан. Липсва просто единствено инфраструктурата, която да го направи наистина такъв. Да, ги слушнавме ставовите на првите луѓе на Софиската, но и на Загребската берза. Како што ви најавив, целите интервјуа ќе може да ги погледнете во текот на утрешниот ден на програмата на телевизија Нова. Ние продолжуваме со дискусијата во отвореното студио на телевизија Нова. Господине Марковски, колку спојувањето на берзите отвара можност за одлевање на капитал од земјава, постои ли таква опасност? Видите, ја не гледам дека тоа ќе биде повод да се помасовно да се случи тоа одлевање, бидејќи до сега низ различни форми постои начин, барем во делов на нашево работење, тоа да се случи. Ајде, прво тука се инвестицијските фондови, пред тоа тие private equity фондови кои што исто така постоја и тие даваа можност голем дел од средствата да се инвестираат во странство, така да законот не го ограничуваше ни тогаш преку овие институционални инвеститори одлевањето на средствата. Сепак има надлежни институции кои што го пратат тоа и ќе утврдат дали и до сега имало такво нешто. Конкретно овој настан не очекувам дека ќе предизвика некој посериозен износ да се одле од Македонија, бидејќи во принцип треба подолго време генерално за да пошироката јавност се охрабри и започне да ги користи овие услуги. Како што веќе напоменав, ова поврзување првенствено го гледам низ призма на популаризација на инвестирањето во хартија од вредност. Ако некој смета дека е посоодветно да направи портфолио во кое што ќе бидат вклучени и македонски, и бугарски, и хрватски, и перспективно и српски и словенечки компании, тогаш зошто да не? Тоа е во функција на и теорија и пракса. Заради тоа сметам дека не треба тесно да се гледаат аспектите и краткорочно и секогаш низ таа призма да се посматраат работите, туку напротив да им се овозможи на граѓаните во Македонија да можат сопствените средства, значи се работи за сопствени средства, да ги вложат на начин како што сметаат дека е најсоодветно. Можноста за купување налози во регионот предизвикува одредени полемики и дилеми во јавноста. Ве прашувам дали постои опасност за одлевање на средства. Ја дури пошироко кажувам цело време во изминативе години и поврзување наше и право на тргување низ цел свет по сите верзии нема да допринесе на таква нешта опасност да имаме одлевање на капиталот. Напротив, капиталот е многу еластичен, многу знае да си го најде каналот, како водата што знае да протече кај што треба, така да каналите за одлевање на капиталот, што кажа колегата, ги има и има институции што може да ги контролираат.
овдека ќе биде све регуларно. Значи, тоа е, викам, уште ако успееме и тоа да го изрегулираме во државата, сега моментално брокерските куќи ја немаат таа можност. Сега со ово интегрирање ќе имаме мал дел да влеземе, меѓутоа ние се уште она што цел свет го има, да јас пак ќе се вратам назад на историја, присуство во Франкфурт, Берлин на тие берзи, до 13 часот тргуваат, после тоа во 16 се закачуваат на Токијска, на Њујоршка берза. Значи имат алтернатива во тој ден и да изгубат, попладнето да нешто надокнадат. Што бе присутен и се случи. Значи, овдека ние немаме алтернатива, сега ние македонската берза, со ова се отвара, значи уште 2 порти, меѓутоа и светските берзи да бидеме присутни, одливот на капитал. Толку сме ние мали, да и тој капитал никој не би го дал надвор ако не вреди. И потенцијално, зошто да не возможеме некој што е паметен, што следи од тука, да купи акции на Coca-Cola, на Apple во Америка, тој утре ќе ги продаде, парите ќе оде тука. Значи ќе направи капитална добивка, ќе ги донесе парите. Тој што е тука ќе ги држи парите. Само надвор ќе успее да ги оплоди. Тоа треба да го возможиме и на брокерските куќи, и на фондовите, и на граѓаните да имаат слобода да го направат тоа нешто и ќе бидам среќен кога луѓе ќе може по тој систем електронско тргување преку брокерите низ цел свет да може да тргуваат. Токму тоа, долгорочните придобивки се оплодување на капиталот. Споменавме дека повеќе аквизиции се случија во регионот, но дојде и до известно поврзување и купување на франкфуртската со лондонската берза. Како гледате на тој потек? Принцип, ова е еден чекор во таа насока, дефинитивно, бидејќи ќе се формира една платформа на која што, откако ќе се приклучат повеќе регионални берзи, многу поедноставно и на да речеме, по-брз и начин ќе може да се спроведе тоа поврзување, односно покривање и влегување на еден или регионален или глобален инвеститор во тој сегмент, некоја друга регионална или глобална берза, која што не е присутна во регионов, да на тој начин всушност го покрие регионот и целиот пазар на капитал го контролира. На тој начин ќе се постигнат огромни предности за пазарот, бидејќи автоматски тоа ќе значи пренасочување на незините инвеститори што на глобално ниво соработуваат со таа берза и во овој регион. Меѓутоа, ова е вистински чекор во таа насока, бидејќи на овој начин се формира една платформа врз основа на која што понатаму само собственичката транзиција ќе се случи и евентуално ќе дојде до тоа поврзување и собственичко поврзување во рамки на еден инвеститор, да кажеме, на целиот регион. Така, се надеваме на оптимизам. Добрата вест ни стаса денеска од годишната конференција на македонската берза. Александра Спасовска ја следеше конференцијата. Побаравме и интервју со првиот човек на македонската берза, Иван Штериев. Ја очекуваме Александра Спасовска со деталите за ова регионално поврзување. Така е, студио. Во моментот се наоѓаме во хотелот Александар Палас, каде што денеска се одржа годишната конференција на македонската берза. На конференцијата учествуваа голем број брокери, експерти, банкари и представници од пазарот на капитал. Воедно беше промовирана регионалната платформа во која е составена од македонската, бугарската и хрватската берза, а беа означени 20 години од почеток на тргување на македонскиот пазар на капитал. Денеска гостин во нашата дебата имаме директорот на македонска берза, господинот Иван Штериев. Добро вечер, господине Штериев. Добро вечер. Денеска беше промовирана регионалната платформа за тргување со хартија од вредност. Што тоа ќе значи за регионалниот пазар на капитал? Па јасно е веќе подолго време на сите чинители на различните пазари на капитал во регионот, во тие рамки на сите берзи, дека имајќи ги предвид параметрите, индикаторите, големините на економиите и на финансиските пазари во регионот, мора да се отворат нови канали
кои што многу поефикасно ќе ги поврзуваат финансиските посредници, инвеститорите и компаниите во примарниот пазар, посебно во иднина. Од тука берзите подолго време се обидуваат да создадат таква инфраструктура. Пред неколку години започна оваа иницијатива. Имаше различни партиципиенти од страна на берзите. На крај берзите од Загреб, Софија и Скопје успеа да најдат заеднички јазик, да се договорат за концептот. Тој концепт, тој модел доби навистина голема поддршка и од Европската банка за обнова и развој, која даде грант во износ од околу $500,000 евра. Самите берзи 3 исто така вложија сопствени средства и фактички ја развивме една многу иновативна технолошка платформа, софтверска апликација која ги спојува фактички брокерските куќи и банките, членките на овие 3 берзи директно и плюс ние берзите во таа платформа, во таа софтверска апликација ги даваме, што инаку во други случаи тие податоци се продаваат, но во оваа ситуација ги даваме бесплатно во таа платформа, каде што сега брокерите на дневна основа ги следат сите пазари во реално време. Тоа би требало да тригерира некаков интерес и да почнат се повеќе налози меѓу овие брокери, меѓу овие пазари да се разменуваат. Администратор на таа платформа е посебна компанија, CE-Link Deo Скопје, која што фактички е уште еден израз на увереноста на овие 3 берзи дека ова е вистинскиот начин како треба да продолжиме. Дополнително би сакал да кажем, и тоа е веќе јавно објавено, дека кон оваа платформа веќе се придружија со нивна апликација за учество во платформата берзите од Белград и од Љубљана и оперативно и тие ќе се вклучат до крај на 2016 година. Платформата фактички денес ја промовиравме како оперативна и таа е веќе од денес достапна за прекогранично тргување на повеќе од 20 членки од овие 3 берзи оснивачи. Тие може да тргуваат со околу 400 различни харти од вредност, почнувајќи од денес на овој начин на кој што го опишав. Директоре, дали оваа платформа CE-Link, која е регионална, ќе влие врз работата на локалните берзи, односно на македонската берза? Па секако, крајниот интерес на сите берзи, кои што се учесници во овој проект, како што кажав, внесовме и наш капитал, многу време и енергија е посветено да се развие оваа платформа, е со идеја дека на среден рок, значи ќе повторам на среден рок, треба да бидеме умерени оптимисти, оваа платформа ќе доведе до така наречено маргинално зголемување на прометите на сите локални берзи. Значи, очекуваме дека со поголемата размена на налози ќе дојде до зголемување на прометите на сите локални берзи. Дополнително, имајќи предвид дека очекуваме во тргувањето на берзите се вклучат повеќе инвеститори и вредностите на акциите на сите пазари при тргувањето ќе добијат посоодветна валуација, што е добро за овие регионални blue chip компании и други синергиски ефекти очекуваме да се јават. Очекуваме поради постоење на оваа платформа да дојде до зголемување на бројот на аналитичари кои ќе ги покриваат сите пазари. Од наш аспект во Република Македонија, тука не стоиме најдобро, затоа што анализи професионални на работењето на компаниите, перформансите на акциите од меѓународни аналитичари немаме, но сега во овој пакет ќе станеме повидливи како пазар и очекуваме и од тоа позитивни ефекти во наредниот период на среден рок. На денешната конференција беа означени 20 години од првото тргување на македонска берза, што е успешен јубилеј. Според вас, како треба да заживее македонскиот пазар на капитал? Па да, 20 години веќе не е толку краток период, можеме да сумираме, можеме да излекуваме поуки, можеме да прогнозираме што ни треба во иднината. Тоа ние и на конференцијата неколку пати го повторувавме. Треба сите да бидеме свесни дека доаѓаме во едно ново време, дека живееме во една нова реалност како пазар на капитал, како македонска берза. Значи, оној период на бум е веќе далеку зад нас. Очигледно дека во новата реалност берзата треба да се приспособи со редефинирање на незиниот бизнис модел и токму поради тоа сме волку активни во CE-Link проектот.
Што се однесува до подобрување на состојбите на локалниот пазар, покрај очекуваното и посакуваното влијание од Sea-Link проектот, секако дека мора да дојде до некаква оптимална комбинација, некој добар микс на економско, политичко и регулаторно очекување, окружување, кој ќе го зголеми оптимизмот кај домашните инвеститори, а ќе стане привлечно и за странските инвеститори, за да повторно зборуваме за понагласена и попозитивна берзанска динамика. Благодарам за разговорот, директора. Ние се враќаме во студио. Студио, дали може би има некое прашање за директорот? Благодарам за учеството во отворената емисија. Ги слушнавме ставовите на првиот човек на македонската берза Иван Штериев. Реклами, па продолжуваме со дискусијата во студиото. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клучна рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Кога треба да се помогне, луѓето во Македонија секогаш имаат отворена врата. Сега е време да помогнете да се создаде веродостоен избирачки список. Отворете ја вратата за тимот на Државната изборна комисија, која е тука само за проверка на податоците. Со малку од вашето време, заеднички градиме избирачки список во кој сите ќе имаме доверба. Сепак, пазарите на капитал се соочуваат со многу други проблеми изминативе години. Окрупнувањето е решение за само дел на истите, како до понатамошно разигрување на пазарот или ете Марковски попластично, како граѓаните да се натераат повторно да вложуваат и да инвестираат на берза во акции. Исклучиво економскиот мотив е пресуден. Секако има други фактори, меѓутоа ако се прави градација, секако дека првенствено е економскиот мотив 70% влијае. Тоа остатокот 30% е амбиентот кој што вклучува регулаторни аспекти, политички аспекти и така натаму. Меѓутоа, суштината на привлекувањето се сведува на атрактивноста на вложувањата во акции, односно поголемата атрактивност во споредба со алтернативите и сигурноста при тоа што ја добиваат. За да ја има атрактивноста, секако, пак ќе се навратам на оно што претходно го зборував, е дека треба да се има соодветна дивидендна политика, која што ќе биде одраз на реален раст на компанијата и на која што инвеститорите ќе може да се потпрат во наредниот период која ќе носат инвестицијската одлука за купување на одредена хартија од вредност. Тоа е прво и основно. Неприкосновен услов. Понатаму, битна им е транспарентноста и амбиентот, сигурноста во кој што тоа ќе го прават. Секако треба да се работи на страната на понуда на хартија од вредност. Во тој дел исто така сведоци сме дека во Македонија, како што спомнавме, само неколку хартии од вредност, неколку акции се поредовно тргувани и ајде условно можеме да кажеме дека се ликвидни на македонскиот пазар, иако многу тешко би го користел тој збор ликвидност, бидејќи распоните меѓу куповна и продажна страна се огромни во услови на македонскиот пазар и не даваат, да речеме, не им овозможуваат ликвидност на инвеститорите да во секој момент може своите вложувања да ги конвертираат по некоја цена која што е реална. Туку мора да прифатат
по даден момент цена која што е далеку од реалната вредност, доколку сакаат на краток рок да спроведат таа трансакција. Значи, тука треба да се зголеми стимулот за македонските компании да бидат, посебно ние друштва со ограничена одговорност, да бидат привлечени да бидат транспарентни, да ги презентираат своите компании на инвеститорите. Може би во овој сегмент исто така многу битно е појавата и развојот на private equity фондови, кои што се една меѓускала за транзиција на компаниите од приватна собственост во поширока јавна собственост, и токму тие институционални инвеститори би ги подготвиле овие компании за да на соодветен начин се презентираат пред македонските инвеститори и нормално да зголемат понудата. Тоа е суштината. Меѓутоа, треба можеби во овој сегмент да се размислува како таков тип на фондови да се привлечат странски и домашни седно за да работат на страната на понудата пред се и да овозможат компаниите да некој нормален тек на презентирање, преку нормален тек на презентирање стигнат на берза и конечно се зголеми обемот на работа на македонската берза и се зголеми и бројот на хартии од вредност кои што се тргува. Митровски, окрупнувањето е само еден чекор кон светла иднина. Како да се врати атрактивноста на македонската берза? Вака, од аспект на постојната состојба, атрактивноста е таа дадена големина, тие се компаниите. Меѓутоа, за да имаме некои промени, треба да се случи нов материјал на берзата. Ние, као прво, од постојните компании немаме IPO, немаме нови емисии. Малкуте случаи што ги имало, биле успешни, има и неуспешни, меѓутоа тие у старт беа неприпремени, меѓутоа она што било со нови емисии, јас стално зборувам дека сега имаме компании ДЕО кои вредат по 50-100 милиони евра, а не се акционерски друштва. Тоа нигде во свет не е такво нешто, бидејќи тоа е самото име акционерско друштво е рейтинг за компанијата. И тоа кај нас тоа не баш моментално. Ја пак ќе се вратам на западните берзи, тоа е појава на нова компанија, нова емисија на акции е свадба. Во исто време и маркетинг и пропаганда бесплатна. Во тој момент кога се појавува некоја компанија, и јас себе 20 години сум на берзава, сум обикол цела држава, сум се убедувал, нема резултат. Подобро е во банка кредит да се земе, него ли најевтиното инвестирање преку акции. Зашто? Затоа што се менува структурата. Таа психоза дека стои кај нас во главите на нашите менаџери и постојни, и претходни, и сегашни, и идни, дека не станат со желба да инвестираат со нов капитал, кој што е најевтин, затоа што ризикот што ќе го вложи некој во компанијата со акциите е заеднички веќе. И тоа сега вложувањето во компаниите се страф. Значи да влезе некој во некоја компанија, нов капитал да се емитира акции, имаме страф. Затоа, за да се задржи структурата постојна, тоа е све последствие на транзицијата. Али мора државата да помогне, пак кажувам ја стално, да не речам субвенционирање на некој што сака да стане акционерско друштво, мора да се дадат поволности за да ги натераме тие ДЕО, ги имаме многу, вие ги знаете, сите ги знаеме, да се трансферираат, и дори на некои панели сум разговарал, песимистички кажуваат дека, викам, дајте, викам, емитувате, да видите колку ќе ви заеме. Нема да остане непродадено. Меѓутоа, тоа е некако традиционално, не сакам да ми се неша некој во бизнисот, сами да си работат тие, најпаметни се, а постои развој ако има инвестирање. Само со кредити, само со трошкови огромни, не може да тој компаниите наши, неколку со исклучок, другите инвестираат, меѓутоа на крај ефектот е нема добивка, затоа што каматите, трошковите одат и добивката е нема.
Марковски, од една страна сакаме да ги промениме навиките, старите навики кај граѓаните, да ги натераме да купуваат акции, но очигледно уште потешко се менуваат навиките или комодитетот кај менаџерите. Зошто тие не преземаат чекори? Влада е страф или не сакаат да ризикуваат? Па, зависно од типот на компанијата, доколку се работи за акционерски друштва, предпоставам, бидејќи самиот процес на приватизација беше таков, предпоставам дека сакаат едноставно кажано да задржат контролата и во управувањето, меѓутоа и собственичката структура, и во собственичката структура да доминираат директно или индиректно, и заради тоа не сакаат поголеми турбуленции во делот на акционерските односи, и заради тоа немате малцинско оние малцински акционери кои што се активни, немате активни здруженија на акционери кои што би промовирале одредени ставови на инвеститори во различни компании. Сето тоа во Македонија за жал не постои, што е вообичајно и нормално за пазари на капитал, каде што малите акционери во недостаток на индивидуална моќ да влијаат на самите компании се организираат и на тој начин го презентираат и своето влијание во управувањето. Значи, тоа е едниот аспект. Во делот на овие затворени приватни компании, тука е јасна работата, како што спомна и колегата, има многу влијание самиот менталитет, бидејќи многу тешко се одлучуваат, иако во даден момент многу посоодветно е да го зголемите собственичкиот капитал, отколку да идете и понатаму со кредити, бидејќи едноставно кажано преоптоварена е компанијата со кредити и го подјадува профитот. И многу порационална е одлуката да се оди со зголемување на собственичкиот капитал преку емисија. Искуствата мои лични покажуваат дека во Македонија во низа случаи инвеститорите, односно собствениците и менаџерите на овие приватни компании првенствено одат кон прибирање на средства преку кредити. Господа, ви благодарам за вашите ставови, за тоа што вечерва учествувавте во отвореното студио на телевизија Нова. Да се надеваме дека ова регионално поврзување и заедничката платформа на берзите од регионот ќе донесе светла иднина и за нашиот пазар на капитал. Почитувани гледачи, останете со телевизија Нова. Точно во 22 часот ви подготвуваме нови информации од Македонија и светот. Со вас ќе биде Гоце Михајловски. Имајте убава вечер.